ова издание, гувернерот на најнаселената сојузна држава во САД, Калифорнија, со нова задолжителна мерка за седење дома. Со изработка на накид им помагаат на жртви на сексуално насилство. Ќе ја слушнете личната приказна на две жени и нивниот пат до заздравување. А кој би можел да биде новиот начин за патување преку океан? Останете со нас да дознаете повеќе. Почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон, ова е Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Калифорнија, најнаселената сојузна држава во САД, е затворена поради големиот број на заразени со COVID-19. Сепак, собствениците на бизниси велат дека новите мерки за задолжително седење дома не се фер. Насекаде знаци дека животот во Калифорнија е повторно затворање дома. Со државна или локална наредба, некои од најнаселените калифорнијски региони се под рестриктивни мерки, овој пат за време на божичните празници. Не ми е за мене, туку за нив. Жал ми е за нив. Според новата наредба, рестораните мора да го затворат угостителскиот дел на отворено и да служат само нарачки за доставување. Некои собственици на ресторани велат не. Нема да ја почитуваме наредбата, не можеме да преживееме со нарачки од дома и доставување, зашто даваме по 30 центи на долар за користење на апликациите на Силиконската долина. Многу собственици на мали бизнеси велат дека мерките за седење дома не се фер. Малопродажните објекти и натаму ќе оперираат во затворено со 20% капацитет, исто како и забавувачката индустрија, но не и козметичките салони и берберниците. Берберот Лу Гарсија Рейносо добил санитарна обука како да го одржува салонот и ги почитувал двете претходни наредби за седење дома од март, но не и овој пат. Не се работи за игнорирање на постоењето на COVID. Сакаме да ги преземеме сите неопходни мерки за заштита, но кога ќе видите како големите бизниси продолжуваат да работат, дури иако нивните вработени не минуваат низ обука, станува потешко да се придржувате на упатствата. Некои собственици на бизнеси велат дека имаат проблем со почитувањето на наредбите од гувернерот Гавин Њусом, откако во ноември присуствувал на роденденска вечера со група луѓе, откако им порачал на жителите на Калифорнија да не се собираат во поголем број. Луѓето кои ги пишуваат правилата ги прекршуваат и самите. Тоа ни кажува две работи: дека не им е грижа за нас, ниту за правилата, или дека работите не се толку сериозни што чувствуваат дека самите не треба да ги почитуваат тие правила. Сакам да ви се извинам затоа што треба да го правам тоа што го зборувам, а не само да зборувам. Гувернерот на Калифорнија изјави дека наглото зголемување на хоспитализациите и намалувањето на ресурсите се причина за новата мерка за седење дома. Оваа наредба ќе трае најмалку 3 недели. Проблемот е што немаме доволно персонал во болниците, а таквата состојба е опасна. Мислам дека секој треба да го почитува законот. Ќе има последици за собствениците на ресторани ако не се придржуваат, зашто ќе им биде одземена дозволата за работа. Но полицијата во неколку општини во Јужна Калифорнија вели дека нема да ја спроведува мерката за седење дома. Полициската станица на општината Риверсајд нема да биде уценувана или присилена да покажува сила врз жителите на Риверсајд за спроведување на наредбите од гувернерот. Додека малите бизнеси се справуваат со економските последици од наредбата за седење дома, лекарите се подготвуваат за тоа што ќе донесат божичните празници. Гувернерот Њусом вели дека не очекува друг бран на COVID да ја погоди Калифорнија, зашто вакцините се на пат. А во продолжение, две жртви на сексуално насилство се пример како уметноста може да помогне во надминување на траума. Тие тоа го прават преку изработка на накид. Братучетките Ели Клогерти и Кристен Малиновски пораснале во Северна Вирџинија, обете заминале на Универзитетот Вирџинија Тек, од каде дипломирале на невробиологија. Овие млади жени имаат многу заедничко. Едно од поголемите нешта е што двете преживеале сексуално насилство додека биле во кампусот.
Како дел од нивното опоравување, двете лансирале модна линија со накид наречена Камарија. Кога почнав да дизајнирам накид, појдов од идејата да направам нешто што досега не постоело. Двете млади жени почнале да учат како се изработува накид во Њујорк, патувале низ светот да научат различни стилови. Една година, откако ја представиле Камарија, Клогерти и Малиновски основале непрофитна организација наречена Обнова на достоинството, која нуди финансиска помош за жртвите од сексуален напад во кампус. 10% од продажбата на накид од Камарија оди за оваа намена. Ке се изненадите ако ви кажеме дека добивме апликации од студентки кои не можат да си ја подигнат дипломата додека не ги исплатат трошоците за студентско здравствено осигурување, а тие трошоци се директно поврзани со сексуалниот напад врз нив. Многу парчиња од накидот што ги изработуваат Клогерти и Малиновски се асиметрични. Братучетките велат дека идејата е да покажат убавина во несовршеното. Има значење и лесно е да се види символиката во нешто малечко. Еден од нашите препознатливи парчиња накид е синџирче со пеперутка. Пеперутката представува преобразба, што е добар потсетник за оние кои преживеале такво нешто. Овие млади жени веруваат дека пандемијата со ковид ги научила луѓето на поголема емпатија. Тие велат дека ова време принудило многумина на живот во изолација, живот како што често водат жртвите на сексуално насилство. Камарија значи месечева светлина на свахили. Исто како месечината, дури и кога сте обкружени со темница, зрачите светлина, зашто постоите. Брод управуван со вештачка интелигенција во април наредната година ќе тргне од Велика Британија кон САД. А која е целта на ваквото патување во наредните неколку минути? Се вика Mayflower, но воопшто не личи на истоимениот брод од 17 век. За почеток, овој Mayflower нема ни патници, ни екипаж, управуване од вештачка интелигенција. Осмислен од непрофитната организација за поморски истражувања Промаре и од технолошката компанија IBM, овој целосно автономен брод ќе одаде почит на оригиналното патување од 1620 година, со тоа што во април ќе оствари трансатлантско патување од Британија до Плимут во Масачусетс. Главниот експерт за технологија на IBM, Енди Стенфорд Кларк, вели дека една од главните цели е собирање на податоци. Да ни помогне да разбереме повеќе за влијанието на климатските промени врз океанот и влијанието на загадувањето врз океанот. Бродовите без екипаж со автономни способности не се нешто ново, но тие вообичаено се контролирани од далечина или програмирани да отпатуваат до одредени дестинации. Mayflower ќе се управува сам. Кога ќе биде на отворено море, надвор од покривањето на 4G мрежата, ќе биде сам. Се надеваме дека ќе имаме сателитска комуникација со него, но не се потпираме на тоа. Бродот треба да има способност сам да се ориентира во околината и сам да носи одлуки. Главна улога во тоа има вештачката интелигенција на IBM. Трениране со илјадници слики на нешто што сме го виделе во океанот, системот на вештачка интелигенција на IBM ги препознава тие слики и одлучува кој курс да го преземе. Работејќи во тандем со камерите и сензорите, бродот исто така ќе извршува и различни научни експерименти. Истражувачите знаат дека успехот не е загарантиран. Камерите ќе се расипат, ќе бидат покриени со капки, па можеби нема да можеме добро да гледаме преку нив. Го дизајнираме системот за да се справува со овие мали нешта и да може да се приспособи на ваквите дефекти. 400 години подоцна технологијата е несомнено напредната, но духот на Mayflower останува да живее. Благодарам на вниманието. Пријатно до утре.